Со просечна старост од 57 години, училиштата во државата 30 години биле запоставувани, нереновирани со запуштени тоалети, училници и клупи. Од оваа пресметка изземени се 6 училишта кои се изградени во периодот од 1857 до 1912 година. 25 минути ексклузивно ја објавува анализата на Министерството за образование, која покажува дека 74 училишта не ги реновирале тоалетите повеќе од 15 години, 64 од 10 до 15 години, 82 училишта не смениле ништо во тоалетите од 5 до 10 години, а 141 ги реновирале во последните 5 години. Оваа мапа за прв пат покажа каде треба да се инвестира во модерна инфраструктура, вели министерката за образование Мила Царовска. Објавивме повик, исто како во труд, така и овде по истиот принцип, да општините аплицираат со проектна документација за да добијат финансиски средства од буџетот на Министерството или од буџетот на Република Северна Македонија, за да може да инвестираат. Дали тоа ќе биде енергетска ефикасност, дали тоалети, дали опремата во училиштата, зависно на кого што му е потребно. И тоа тековно се одвива и се распишува тендери, дел од училиштата, од овие училишта веќе се во процесот на, да кажеме, инвестиции. Но мора да истакнам дека низ собранието помина програмата со Светска банка, во која што имаме 21 милион, нешто повеќе 21 милион евра, од кои 15 милиони директно се за инвестиции во инфраструктурата и опремувањето на училиштата. За прв пат оваа влада зема таков, да речеме, силен замав во инвестирањето во основното образование, за да може базата или она што е основа во образованието да биде соодветно, да се постават условите, да се имплементира новата концепција и да за некои 6 години од денеска кажеме дека нашето основно образование е модерно, соодветно и ги постигнува стандардите, за да после тоа очекуваме и подобри резултати, а денеска резултатите по сите меѓународни и домашни тестирања е дека навистина сме далеку под меѓународен просек, а да кажеме и подоле од регионот. Во многу училишта во рурални места децата се уште се греат на дрва, одат во полски тоалети, додека нивните врсници во современите држави за тоа читаат во учебниците по историја. Царовска вели, инфраструктурата е целта, а ќе се инвестира и во дигитализација и наспроти целиот скептицизам наесен започнува за учениците од 4-то оделение. Тоа е дел од глобализацијата и нашите ученици мора да се изложат на дигитални вештини и истите да ги научат и совладат, за да може да бидат конкурентни понатаму и да може да останат во нашата држава, да придонесуваат и за раст и за развој. Затоа што ако ние денеска мислиме дека ако заостанеме 20 години од другите држави, дека може за наредните 20 да очекуваме значителен раст, апсолутно тоа не е вистина, затоа што нема на што да ги базирате очекувањата. Вашиот човечки потенцијал едноставно не перформира и не очекувате дека ќе перформира. И тоа го покажува индексот за човеков капитал кој што го направи пред неколку години Светска банка. Само 56% се очекува да биде продуктивноста на оние кои што денеска се ги спремаме да бидат продуктивни за наредните 15 до 20 години. И во здравството не се инвестирало со години. Овие бараки каде што се сместени амбулантите во општина Ѓорче Петров се како од некој филм на Хичкок. Вакви распаднати амбуланти има десетина во Скопје, но и во внатрешноста. Министерот за здравство Венко Филипче вели набрзо ќе бидат заменети со нови монтажни. Ковид кризата за здравствениот систем отвори можности. Добивме кредит преку Светска банка близу 33 милиони евра за надградување, меѓу другото и на инфраструктурата и за доопремување. Понатаму преку кредитот на Министерството за финансии за енергетска ефикасност, веќе ставивме 40 објекти ширум државата, кои што ќе бидат направени енергетски ефикасни објекти. Тоа вклучува фасада, вклучува замена на кровови и понатаму еден помал проект преку агенцијата UNDP на Обединетите нации реконструкција на неколку помали амбуланти ширум државата. Се на се од 3 извора на финансиски средства. Еден преку кредитите, понатаму втор преку буџетските средства на самите ЈЗУ и третиот извор преку програмата за капитални инвестиции во Министерството за здравство. Се обидовме и започнавме еден сериозен процес во кој што значена инфраструктура
заменивме, унапредивме, надградивме, мора тука да го спомнам практично и сообраќајното решение во клиничкиот центар. Тука е најкритично, но времето застанало во некои болници во внатрешноста со стари и истрошени амбулантни возила. За неодговорноста во трошењето на странските кредити сведочат и незавршените објекти, како новата болница во Штип, а нема ништо и од двата бункери во Штип и Битола. Акцелераторите, на кои им истече гаранцијата, скапуваат во подруми од 2012 година. Наспроти ваквата состојба, општините и министерствата си набавувале службени возила за своји потреби, покажува истражувањето на Центарот за граѓански комуникации од 2019 година, според кое во земјата тогаш имало 183 амбулантни возила со просечна старост од 11, а сега веќе од 13 години. Неспоредливо помалку од службените возила на локални и владини функционери. Во пандемијата се докажа дека е битно да се стаса брзо до најблиската болница или до Скопје и помошта да се укажува уште во тек на транспортот, а не кога ќе дојдеш таму бидејќи може да е доцна. Затоа, споредено со возилата што министерствата и општините ги купиле за себе како службени возила, бројките се неспоредливи. Такви службени возила истата година имаме 2645, просечно стари 12 години, а противпожарни обратно имаме 220 возила, просечно стари 27 години. Мислам дека овие бројки се еден последен аларм кој што треба да ги пренасочи јавните пари кон местата, кон стоките од кои што зависат животите на луѓето. Ковид-кризата донесе многу донации од странски амбасади, меѓународни организации, но и пред тоа без нивна помош немаше да се реновираат училишта, болници, да се добијат амбулантни возила, медицинска помош. Работим у рамките на нашите расположливи буџети, така да и во таа смисла ги правиме плановите и не може донациите да не ги земеме предвид. Сепак се тие некои материјали и опрема која што сепак стигнува и значено ни помага. Филков состав. Чудно е што се чека на донации. Со тек на годините се игра на таа карта дека ќе дојдат донации. Против пожарните, бидејќи во многу европски земји тој не смеат да бидат постари од одредена старост, па како такви, а уште се функционални ги даваат во земјите како нашата. За амбулантните возила исто така се гледа дека нема, па се донира. Мислам дека треба на вложување во амбулантни возила, противпожарни возила, болници, училишта, да се гледа како на вложување во човечкиот капитал. Ако сакаме така да ги гледаме во човечкиот развој, бидејќи здрави луѓе може да бидат работоспособни да работат и да ја дигаат економијата напред. Министерката Царовска пак вели не набавувале службени возила, а зголемениот буџет од милијарда денари на МОН оди за училиштата. Без разлика дали се работи за образование, здравство или некоја друга сфера, факт е дека со години ништо не се инвестирало и не се обновувало, а токму овој сегмент е многу важен за сегашните и идни генерации. Господине Зибери, вие сте единствениот функционер, барем до сега, кој го крена гласот против класното раслојување кога станува збор за дигитализација на учебниците. Говоревте за нееднаков пристап кон интернет и пристапот кон компјутери нееднаков. Кој ве загрижува? Кои се решенијата? Да, меѓу другото, народниот правобранител укажа и на оваа димензија на проблемот или идејата за воведување на дигитални учебници, дека ќе доведе до уште поголемо изразување на социјалната, економската нееднакост на децата во образовниот процес, кој може да има сериозни последици по психичкиот, психолошкиот, општествениот развој на децата во иднина. Да. И реално ќе представува проблем во совладувањето на програмските
цели во образовниот процес, зашто децата нема да бидат во еднакви услови во пристапот до процесот на образование. Тоа го кажавте и на Министерката за образование, претпоставувам. Да, меѓу другото, ние упативме една препорака до Министерството за образование да ги има во предвид и овие димензии на проблемот. Инаку, идејата како концепт е добра, но на таквата идеја мора да претходи една анализа, една проценка на реалните можности за воведување на дигитализацијата во учебниците. Да се видат техничко-технолошките можности на училиштата. Да се видат можностите и компетенциите на наставниот кадар за совладување на процесот. Можностите и капацитетите на учениците и не само на учениците, туку и родителите како трет фактор кој индиректно е вклучен во овој процес. Без една ваква соодветна анализа, мислиме дека би настанале сериозни проблеми. И не само тоа. Имајте го на ум фактот дека Уставот го гарантира основното образование како право и обврска. А тоа значи дека државата, доколку сака да инвестира во еден ваков процес, мора да обезбеди и соодветни услови. Таа е таа. Државата е таа која треба тоа да го обезбеди. Кои се главните представки околу реформи во школството, кои се однесуваат не само на дигитализацијата? Да, проблем не е само точно дигитализацијата. Ние имавме и имаме сериозни представки и по однос на другите сегменти на образованието. Тука често пати со промената на начинот на изведување на образовниот процес од процес со физичко присуство на онлайн, во канцелариите на Народниот правобранител пристигна еден голем број на представки на оваа адреса. И тоа по основ на непокриеност на сите семејства со интернет услуги. Дори имавме и банални ситуации заради немање електричен довод или струја, учениците да бидат лишени од правото на вклучување во образовниот процес. Често пати имавме поплаки на адреса на ЕВН која ги исклучува заради неможноста да ги платат сметките за електрична енергија. Значи, имаме сериозни проблеми во сегментот на гарантирање и заштита на правото на образование на децата. Има сериозни проблеми и во однос на програмските содржини на учебниците. И како така ние сме упатиле препораки до Министерството за надминување на ваквите ситуации. Има поплаки и представки во однос на инклузивноста на децата со попреченост во образовниот процес. Како во редовното образование, така и во специјализираните установи. А поготово онлайн наставата ги доведе во крајно нерамноправна положба децата со вакви проблеми. Не се обезбеди на време асистент образовен за овие деца, кој законот го гарантира. Но општините често пати по плаштот на немање средства тоа не го обезбедуваат. Или го обезбедуваат во форма на личен асистент, а необразован, што доведува до сериозни проблеми во совладување на наставните програми. Значи, има една лепеза на поплаки во областта на остварувањето на правото на образование. Околу бојкотот ме интересира. Кој е ставот на Народниот правобранител? Бојкот кој се однесува на дигитализацијата и кој е на сила се уште. И постојат сериозни обвинувања и сомнежи дека всушност политичките партии стојат зад овие бојкот. Јас сметам дека бојкотот не е патот, начинот на решавање на проблемот.
Сигурно дека луѓето се засегнати со проблемот, но треба да има спремност и расположение од двете страни да се седне и да се најде решение. И од тука апелирам Министерството за образование и лично министерката да има кураж да седне со здруженијата, со засегнатите лица, со родителите, да поразговара. Можеби тоа ќе биде прилика и да се дообјаснат проблемите, да се изгради еден став кој ќе биде прифатлив за сите. И со тоа да не продолжи овој тренд на бојкот на настава, зашто со тоа пред се губат учениците, но губи и целото општество, губи државата. Министерството за образование секако ќе биде на удар на критики за неможноста од изнаоѓање на решение за проблемот. Во таа насока е да ја информирам јавноста, јас следната недела со две здруженија кои се засегнати со проблемот на воведувањето на дигиталните учебници, ќе имам средба тука, сакат лично да ми ги предочат нивните проблеми во овој процес. Која ќе биде вашата порака до нив? Да, сакам да кажам дека јас изразив спремност и веднаш ќе ги примам и ќе поразговарам. Прво да ги слушам нивните забелешки, сигурно тие располагаат и со други податоци и во таа насока, доколку има потреба, ќе упатам уште една препорака до Министерството за образование во која ќе бидат канализирани проблемите и препораките за надминување на проблеми. Мојот став ќе биде прво дека бојкотот не смее да продолжи. Бојкотот е на штета пред се на децата кои они ги застапуваат. Но во исто време да имаме разбирање за проблемите и Министерството да изрази спремност да седне да разговара со нив. И несомнено дека ќе ја имат мојата поддршка на институцијата што ја застапувам да се најдат посоодветни решенија, запазувајќи ги овие сегменти за кои зборев пред малку. Да без една соодветна анализа за капацитетите наши и технички, и технолошки, и хумани, и други, да не сме да се пристапи кон еден процес кој може да доведе до сериозни проблеми. Воведувањето на онлайн наставата ги изнесе на површина многу проблеми кои можат да се рефлектират или да се повторуваат и при воведување на идејата за осовременување на образовниот процес без соодветна анализа. Барањата на граѓаните се кога споменуваат осовременување на образовниот процес, освен дигитализацијата, паралелно да одат всушност и обнова на училишта, кога станува збор за образованието, кога станува збор за здравството, еднакво имаме руинирани здравствени установи. Значи, тој процес на обнова да тече паралелно. Несомнено дека треба да тече паралелно и таа анализа тука треба да ги детектира токму овие слабости. Кои се нашите капацитети, кои се нашите можности. Факт е дека, поготово во руралните средини, ние имаме несоодветни образовни простори, да не зборуваме за техничко-технолошките можности. И тука државата мора да води посериозна сметка, прво да се обезбеди поквалитетен, просторен и секаков друг вид на услови за соодветно образование. И овие осовременувања може да следат откако ќе имаме една соодветна почва за да дава резултати, во спротивно само ќе ја комплицира состојбата. А имаме навистина несоодветни простори за изведување на наставата, несоодветни услови од сите елементи кои може да значат квалитетен образовен, воспитно-образовен процес. Ви благодарам за овој разговор, господин Забир. Благодарам на можноста. Симјановска, во Македонија се води голема жестока дебата околу дигитализацијата. Образованието прави реформи се разбира, тие се неопходни и прашањето е како во Финска всушност
тече таа дигитализација? Дигитализација прво е комплексен процес. Дури во Финска започнате многу години уназад, сигурно 15-20 години. Не може да правиме муабет ние дигитализација во образование посебно од дигитализација во што ја знам, во здравство или ќе ви дадам пример во Финска, вие тука со еден код од банка ги имате достапност до сите системи што постојат во Финска, од здравство, образование, култура, дури во библиотеки, контакт со библиотеки и така натака. Дали учебниците во Финска се дигитализирани и дали имаат учебници еднакво хард копи, значи дали имаат и на тој начин учебници? Дигитализацијата е комплексен процес и вклучува исто така, поготово во денешно време после ковид, дискусија за одржливи општества. Вие печатење на материјали, тоа одма вклучува трошење на хартија, тоа одма засега дел од политиките за одржливост. Во Финска имате и учебници во печатена форма и дигитални помагала. Се користат и двете, значи учениците од прво до девето одделение ги користат учебници во сите области што се изучуваат. Дали има опоненти на дигитализацијата во Финска? Надворе од прашање тоа дали треба или не треба дигитализација. Значи тука нема дискусија за тоа. Тоа е процес отпочнат, само сега се оди во усовршување. Пред 2 дена добивме ние информација дека се почнува со нов систем во образование, EduOffice 365 ќе се користи во Финска. Што значи тој систем? Сите образовни единици што ги поминуваат учениците се наоѓаат во таа платформа. Секој може да види кој што како изучува, таму се и оцените, таму се сите разговори со наставниците, значи на неделно ниво добивате вие информација што ви прави детето на училиште. Второ, учениците можат, има индивидуален пристап, сега секој ученик може да си ги собира сите материјали од прво до девето одделение во на една платформа, негова, лична, и сите материјали што ги има изучувано да стојат на едно место. Но тоа не ги исклучува учебниците во тврда копија. Исто така се води дискусија за сатите поминати до овие девајзи кои исто така се проблематизираат. Таа дискусија оди колку сати треба едно дете да помине во близина на компјутер. Истражувањата покажуваат и затоа во Финска ги зголемија предметите уметност, например, и физичко образование. И, например, има еден метод кој го користат во Финска, во 2011 дури е почнат. Почна кучиња да носат по училишта, да им помагаат на учениците да се одвојат од телефони и така натака, да читаат заедно уз куче. Кучето прави да имаат некаква интеракција со живо битие. И тој метод го користат се уште они па во обратна насока, да ги одвикнуваат децата од сати поминати во близина на компјутер или девајс. Знам на Сибилиус Академија пред неколку години се правеше истражување баш за тоа што прави компјутер врз мозочните кели кај дете и што прави, например, свирење на инструмент, на акустичен инструмент. И податоците, истражувањата покажаа дека инструментот прави многу подобри работи отколку компјутер, поминати сати во компјутер, и затоа они ги зголемија часовите на музичко, например, и уметност во основното образование. Главните забелешки во Македонија се дека целата популација нема пристап на интернет, односно дека е скапо со оглед на тоа што сме сиромашна земја. Освен тоа немаат ни сите компјутери. Каква е ситуацијата во Финска? Во Финска сега ковид даде шанса да се види каква е ситуацијата реална и се види дека, мислам дека имаше и бројки некаде над 80% од населението има своји девајзи дома и е покриен со интернет. Овде интернетот е многу ефтин, многу е поевтин дури од Македонија, а приходите да не ги споредувам. Направи една многу добра анализа за тие групи што имаат маргинализираните групи кои имаат проблем со тие девајзи. Направија акција цела на сите компании што постојат, кои работат во IT сектор, сите универзитети кои имаат
стари компјутери да ги репарираат и да ги даваат без пари на тие што имаат потреба од тоа. Симјановска, јас ви благодарам за овој разговор. Фала и на поканата, се слушаме и се гледаме. Чао.